нема да е куќа 46. А? Еве да Вукашин. Сега ќе дојде. Ова пази куќа, ама соседството. Браво. Добра. Чекај да изгледаме. Јас прво најголемиот дел да го видам, предпоставувам на Тоа е просторот. највеќи вреден. Кажете ми, имате ли некаква ваша замисла, нели, пред да ме повикате, сигурно нешто сте си размислувале како сакате да изгледа, што да има, подови, тавани, бои, не знам, нешто. Нормално. Оваа куќа е правена пред 30 години, дел по дел. Што прво направивме една доградба, ова беше претходно барака. Одма свативме грешката, вие ќе се затварам од едната страна на куќата, планирана како што е сега, нели? Потоа правевме приземје, па потоа кат и кога не се прави нешто во целина со еден добар проект, нормално и се греши. Доста работи грешевме, слушавме и стручњаци и нестручњаци, меѓутоа потом што се вика, ова се направи до ден денеска. Затоа решивме конечно да повикаме вие кои сте најкомпетентни за оваа работа и едноставно работата да ја завршите. А ја и сопругата со предавањето на куќата на вас си одиме во Негорци, кога ќе се вратиме, во време веруваме дека ќе биде готово. Значи сега вие да уживате, А ние да а јас да работам како што треба. А ние ќе платиме. Е така да? Со задоволство, да. Добро. Сакам да прашам неколку работи, имено таа врата ме интересира. Просторија е некоја или? Не, од таа врата се оди во просторијата на доградба и надградба која што е синот горе сместен. Така таа е централна врата за комуникација на целиот објект. Значи за внатрешна комуникација и таа мора да остане. Да, би сакале да остане, да. Добро. За внуци да може да влага. Па сигурно. Обижавам. Добро. Јасно. Излез на тераса. Да. Од околу, од секој пат сте кружеле, дали да сакате да имате излезот и делува дека таа тераса припаѓа на овој простор? Па точно и дека припаѓа на овој простор, меѓутоа ние за жал вака кружиме околу вака. И па сега за среќа да отвориме. Па може да се отвори. Може? Да, може сигурно. Сите предложи ваши ги да разгледаме и најверојатно барам 90% ќе прифатиме. О, благодарам. Добро. И па ајде да ги видиме сега сите уште делови, да ми кажете што треба, како треба. Ова дел по скалите. Да. Јас. Тука со отварањето на врата веќе една третина просторот ни е зафатен. Со оглед на тоа што ви е ходникот тесон, претпоставувам дека би останал пак како остава за чевни капоти и така натаму. Освен ако немате друга идеја. Па нема некој друга, некој чорап да се остави така. Така. Тука е една За спална претпоставувам, така? Да. Добро. Каква фина димензија има? Да. Имаме среќа да имаме две спални, една имаме од одвратната, една тука, едната летна, едната зимска и така да. Зимска бабча, летна бабча. Да. Добро. Кревет, плакар, телевизор треба ли? Телевизор треба, па утакмиците и сериските не идат заедно, така да не се караме со сопругата. Добро, еден ќе се шири на кревет, ќе ужива, друг таму на грб. Како да сме искарани. Да, скар. Ако не, два телевизора таму, слушалките на уши. Може да се. И тоа. Добро. И чешма. Да, ова е големо. Супер. Греото е да не се отвори од внатре место за нашваш. Добро. Кажете ми, од внатре мебелот има дел нешто што останува, оти сочуван ви е, не велам не. Не. Знам дека е постар, меѓутоа е сочуван. И тоа да не биде нешто старо, но комплетно ќе се менува. Се комплет. Да не правиме еднаш, втор пат, трет пат како порано, туку се се да смениме. Така. И тука очекуваме од кај вас исто нешто да го премеме, што би биде вака, да речеме, со оглед на тоа што имате син, ќерка, внуци, вие, една голема маса и некоја скара, ќе биде тоа. Како изгледаше просторот на Чичко Вукашин видовте. Тоа е стариот дел од куќата од околу 55 квадрати,
во кој добрата страна се високите тавани, лошата замена грубо изработените ѕидови кои делуваат малтерисувани, а потоа со години само варосувани. Сепак ова досега бил нивниот топол дом, во кој нештата беа можеби стари, но одлично сочувани. А кој сега ние треба да го направиме во модерен дом за него и неговата сопруга, а потоа и за целото многубројно семејство. И прво додека тие заминаа на одмор, се зафативме со рушење на сите нешта кои sejedno требаа да се демонтираат и празнење на просторот. Сега може да ви покажам што е планот. Како што рековме, се работи за стариот дел во куќата, во кое што место положбата на елементите нема да се измени многу, освен во спалната соба, која што нели сега не е ни спална баш. Меѓутоа, ќе го измениме целокупниот амбиент. Целата естетика ќе му ја смениме. Пак ќе има шанк, меѓутоа нема да изгледа како тој досега. Пак ќе има кујна. Позициите во кујната ќе бидат речиси исти, значи мијалникот скоро на исто место, чешмата само од горе доле, шпоретот е на исто место, трпезаријата си е на исто место, меѓутоа целиот амбиент сакам да го светнам. Значи ќе употребиме посветли материјали, медијапан бел, белен даб, бели врати внатрешни, некој светол мебел, можеби и сакам главниот зид да биде во некоја јака боја. Сега тука ја ставив иницијално и ја замислив и одвукаше немам слобода да ја правам во било која боја, ставив сино-сива. И нив таа им се бендиса, ама некако мене ми се чини дека во голем дел од сега претходните интериери што годинава ги работам, таа боја како да ја употребим во некоја спална, во некоја дневна и така натака, си мислам дека ќе треба да ја сменам, но во моментов не сум многу сигурна. За спалната соба, значи со нив се договоривме да направиме еден компромис за да добијат многу голем плакар. Ќе треба креветот да го ставиме залепен до ѕидот на кој што е прозорецот. На таков начин ќе добијат голем плакар, кревет залепен и од другата страна голем фиокар. Значи плакарот ќе го планираме само за висење диплење, фиокарот ќе биде за останатите ситни палишта и бидејќи ќе бидат залепени до ѕид нели со креветот, решивме целата соба да се облепи со тапети. И да почнеме со работа. Меринос во Њу Јорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Неверојатно е што се подот може да направи. Открите едноставноста. Пура вида од Ханс Грое. Ексклузивно во салоните на Шате во Скопје и Битола. Убаво е кога се работи во стан во кој едноставно ви ги даваат клучевите и си одат. Не е баш интересно кога ќе станете наутро и не знаете каде сте ги оставиле, како што ми се случи мене. Ги викнав едновремено електричарите, гипсарите, а клуч нема. Јова го изгубила клучот, па мора преку прозор да влагаме. Среќа сме на приземје.
Веднаш нарачав нова влезна врата со идеја старата да ја обиеме. Работата продолжува, па како ништо да не се случило, освен што мене ме изначекаат 2 часа дури да стигнам и јас на објектот. И овој да стои, дека помат два ќе ме фалат. Што овој ќе го однесам тука, овој ќе остане за фрижидер, може тука да остане, така? Добре, овдека е. Овдека тако едно. Еве ти го аспираторот. Добро. Све Е, се сега, окей. овие се, а овие кабели, Е, ти сега. користам за тука колку сакаш имаш. За светилките. Колку? Не за светилките. Значи шанк и центар, тоа е. Според планот ги обележувам позициите на апаратите во кујната и се објаснувам со гипскартонџијата што треба да изработи за посакуваното скриено светло. Сакам околно угледи. Со скриено или без скриено? Ако може да се стави скриено арно, ако не само за надолу. Колку ќе биде широки? Сакаш? Ова ми треба да сирак, нели? Скриено. Може да биде најтенко, за да не останува премногу мал простор. Може 10 да биде скриено. Но Со скриено лента. треба и 15. Ще треба под него да минуваш, под гредата. Значи, Да мора се да правим спуштиш. много е криво, гледате. А, така ли? 4 сантима е криво. Ау, значи се едно мора да се спуштиш. Мора да се спуштиме за да исправиме. Е, па добро. При тоа, поради накривувањето на одредени позиции на гредите и таваните, се роди уште еден проблем. Разводната табла во станот е прениска. Втор момент е главниот приклучок на струјата однадвор. За да ги нарачам новите прозор врати, треба да се обруши зидчето. За тоа да се случи, треба да се продолжи и помести кабелот кој е воден точно во него. А тоа е главниот доводен кабел за станот. И јас му реков дека викам не знам дали смееме да го чипкаме, затоа што викам тоа електродистрибуција го менува. Често одвојувам 2 до 3 дена за да ги нарачам и изберам сите нешта за станот. Досега нарачав врати, надворешни, од што морав, и прозорци. Кога дојдоа да ги наместат, требаше да интервенираме и да го срушиме и зидчето. Јана се јави со навидум голем проблем. Не да чепка да не ти кажат. Ја не кршим док не ми нареди. Да. Дали е греда или не? На почетокот не ми личеше, но никој пат не знаете, особено кога го немате изведбениот проект на куќата. Дали назад треба да ги враќаме прозор вратите? А јас на шопинг по плочки, недостапна, а Вукашин на одмор, недостапен. Така на големо да видам. Да. Тука сме. Значи ова е едниот тип на плочки што сакав да ти ги покажам. Баш како што ми ги објасни мермерасти, со Да. повеќе нијанси, голема плочка 25 на 70. Ми се допаѓа. Значи тие ми се малку понападни, ама сепак се за декор Да. наменети. Основната мислам дека супер ќе се вклопи. Затоа што вие за во кујна една боја ќе се се оди. допаѓа димензијата. Да. Ќе одговара со подните плочки затоа што Така. има истите тонови. Така, шареника. Сиво, да, кремасто, кафено. Ќе ми покажеш уште нешто, нели? Обавезно да не биде на првиот избор. Ајде. Овдека се порустични, Да. едноставни. Точни едноставни се, мислам не би можела да го искористам декорот горе-доле, нити тој централно. Не, само една Само ставна едно плочка, да. Тоа, Тие се малку бели. овие се исто Декорот ми се допаѓа, ама па ми е класичен. рустични со тоа што овие беливе декорот го има и во белата нијанса. Така. Да. Само гледам нешто интересно. Тука има исто мермераста структура, интересна плочка, голема димензија. Мене и декорот ми се допаѓа таков тулест. И декорот од една квадрат, тоа е уште една предност што може да се искористи така. за... Добро е да се Да. знае. И ова тука е исто кремаста, со дрвена... Ја има тука предпоставувам површина. во друга нијанса. Ја нека има, просветла. да, да. Значи од се ова што видов, тие ми се преедноставни, тие се интересни, меѓутоа мислам дека првата така ми фати око. Најмногу. Прва љубов. Прва љубов изгледа ќе да е. Ајде. Телефонски разговаравме со Јана и посочив сепак да пробаат да обрушат дел од елементот во аголот или на површината. Бидејќи системот е скелетен, ако се појави арматура, тогаш прозорците одат назад. Ако не, тогаш сме на конј. Издивнуваат сите, се руши. Хилтата влегува внатре како во путер. Се е окей, работата продолжува според планот. Освен плочки треба да нарачам и плакар за спалната соба. Доста е висока и не се сеќавам колка ви беа максималните димензии на околот.
Минатиот пат ми ги покажа новите бои, што се многу убави, меѓутоа јас овој пат морам да ставам или бел или некаков плакар со белен тапи бел, таква комбинација. Добро. И сега знам со сигурност дека кога ќе стигне декември јануари, вие веќе сте спремни за сајан. И 100% сум сигурна дека освен боите има уште нешто ново. Има. Ама не го гледам. Кај картите? Ова ме добаш. Минималист. Така му е името? Да, Ще минималистички. со минимална рамка, чисто за да се врзе исполната. Алуминиум е около, значи таа е бојата и исклучиво за плакари, значи плакарски врати. Значи не може преградни да прави. Како преградна врата, да. Добро. Исполната може да биде стакло, иверка, медиапан, Чи по избор си, Погледало, јако вака презентирано со стакло, тен убаво изгледа. да, со стаклото е ефектот. И единствено, значи ова мора да го има рачката на средина или на тука. Добро, сигурно сам и Мора јако да видите целава рачка како што изгледа, како дел од оковот. Максимални висини? Висината како стандардниот оков до 2,80. Убаво. Значи сега имаме плакари малце по-класични, имаме ултрамодерни и стандардни. Ќе прашам која варијанта ќе отиде и ќе ти јавам. На објектот почнуваат со долготрајно гледување на станот. Ке им треба неколку дена да ги оправат зидовите. Внатре е влажно и студено и тешко се суши. Овие неколку дена ги користам да го нарачам мебелот, кујната, апаратите. Кога ќе изгледуваат докрај на објектот, треба да го имам и ламинатот. Минатиот пат овој го ставивме како се викаше? Импресив, Убаво изгледаш. Да, тие се два нови модели. Ако се допаѓа овие, мислам дека ќе се допаднат и овие. Значи овие се ларго. Малку необични се за ламинат, затоа што се по околу 2 метра му доаѓа даската долго и околу 20 см се широки. Овие се така наречените... Тоа е оваа дименција која е? Како овие доле што не се поставени во салонот. Доста добра имитација на дрвен поп, доаѓаат со фуга, односно со микрофуга и со вежлев. Да ти кажам, прв пат кога го видов овој вежлев, јас бев лично скептична во однос на одржувањето, меѓутоа како ги употребувам ламинатите, прво се повеќе ми се допаѓа заради тоа што има вик многу поубав, значи естетски е подобро, а второ не се одржуваат баш толку прашинки и не знам, работи внатре. Мислам дека и заради тоа што во ист материјал е. Да, тоа самиот жлеб е, значи како што оди површинскиот слој, значи тој оди до долниот дел, тука е жлебот, значи така да владее кај луѓето некој големо недоразбирање дека мислат дека при овие жлебови се собрало прашина, меѓутоа секој чисти барем еднаш неделно. Да. Добра, јас ќе изберам некој од овие нашиве необични, обично необични природни тонови, кои што ќе се вклопат во интериерот. Која е дебелината, класата? Дебелината на сите значи овие 9,5 мм, HDR бор, значи Full HDR бор. Која? AC4, класа 32. 32 е веќе многу висока, како веќе за по-фреквентни простори. Да, значи овие се Quickstep знае дека е бренд еден од најдобрите што е во Европа, значи се препорачуваат и за високофреквентни позиции. За домашни услови со високофреквентни дечи. Да, комбинација. И оттаму веќе се зафаќам и со малку естетика во просторот. Да ти покажам нешто, минатиот пат видов цирка во флешката твоја. Видов дека каде беше еден со дискретни цветови, кремаст. Па овој, само во нека друга боја ми се чини. Кафеа некако. На кремаста варијанта, ако сакаш можеме да погледнеме и во каталогот. Можеме. Може. А овие тука цветчиња што се? На лагер, значи душе има мал број, нам ја немамо голема количина, значи немамо големе залихи од тие и затоа су нам на акција и на... Значи, јас ни треба нешто повеќе како количина, бидејќи цела соба речи си ќе биде облепена со тапети. Каталогчиња. Тоа таму е? Да. Декоративниот. Да. Да. Убаво. Убава варијантите, тупла. Мислам дека ти шубариш. Така е. Значи, ова ми се допаѓа и ова ми се допаѓа. Значи, не знам како ќе изгледат. Има фотографија нека?
Не, нема фотографија, значи за ова, ама мислим и едно и друго може убаво да бъде. Вака е посмирено, ама ова ми се допаѓа. У моментов. Па ќе видиме кај нас. Ти ќе изгледаш. Па не, личи дека може да се вклопи, малце по така размрдано ќе изгледа. Може би ова? Ќе освежиш просто. Мислам дека добро. Да. Нека биде тоа, јас ќе ги испробам двете варијанти, како ќе стојат. Едното друго мислам дека нема да е лошо. Воопшто е тоа. Да. Сега Ива, ова не е на попуст. Знаеш, имаме значи тапети кои су на попуст. Наредни пат ќе... Немам среќа. Готово. Готово, ми го затвори, немам среќа. Да, дефинитивно. Тој ми се допаѓа многу, така што сам една соба ја се не е цел. Да. Зоки започна со поставка на ламинатот и се тече во најдобар ред. Што се однесува до ламинатот е доста квалитетен, белгиски. Значи, монтажата не е многу тешка, лесно се монтира, е доста цврст, дебел и долг. Кога стаса моментот термопечката да се извади од станот. 200 килограми сериозна машина ја носиме во гаража и сега треба да побрзам да набавам нови грејни тела и air condition за да си ги згреам луѓето. Или пак да ги наточкам 50 мина внатре и да се греат сами од себе. Добра идеја. Сепак поарно е клима на почеток. Ги гледам молерите како се мачат со рефлекторчиња. Знам што треба за да се видат зидовите дали се арни или не. Во станот фалат и други работи. Одам на втора тура нарачки. Ива, ајде да ти покажам нешто ново екстра. Брас. Да. Овако луксузна кола изгледа. Да. Баш така. Со копченца, овие за димување се. Менува боја. Да, се менуваат, има 6 нијанси на светло кое што може да го добиете. А другото? Од овој лустер? За гасен. Да се исклучи да се вклучи лустерот. Имаше и другиот лустер, нели тој со кристалите беше таков што ми го покажуваш. Да, со кристалите. Предноста е кај овие лустери што кај кристалите, мислам дека добро се сеќавам, имаше топло бело и ладно бело светло за менување. Меѓутоа тука мислам дека добро видовме дека има 6 нијанси. Одлична идеја, бидејќи многу луѓе не сакаат жолто, не сакаат неутрално, некој бело, вакво, такво, некој како да ги угодиш сите. Да. Добра идеја. Ние се многу романтични. Да, исто така и тие се нови. Сигурна сум дека уште побаво би стоеле ако вака се размрдаат, се разиграат. Фина изработка на кристали, како и да се постави, многу убаво ќе стои. Многу. Да. И огледалото. Филмско огледало. Да ти го покажам. Нема шанси да ми го оставиш, морам да го видам, не може да го промашам. Да. Одлично. Многу е фенси. Целиот скоп е одличен. Ајде да гледаме. Ајде. Ќе одам во Меринос по теписи. Овој пат подранувам со оваа нарачка, зашто имам нова идеја. Подбра нешто? Ќе ми помогнеш, нели? Не толку за превртувањето, туку овој го видов таму на големо и практично ми изгледа многу розов. Прв пат доаѓам за да изберам килим во средината на работата моја, бидејќи сакам преку килимот да си ја изберам бојата на зидот, значи тој да ми биде лајт мотивот некако во просторот. Го видов и тој, многу ми се бендиса, конкретно бојата таа виновата ми е интересно дека се прелива, цветчињата така мислам дека ќе му дадат малку разиграност во просторот. Имаме ние повеќе типиси во таа боја, не знам дали и тие ги погледа. Вистина. Видиш овие? Да, многу убаво изгледа. И вистина има оваа боја. Да, тоа што ми треба. Волна и свила, рачна обработка. Така, ова беше волна и свила тој таму? Тоа е акрил, машинска обработка, да.
А оние таму позади што ги гледам како тоа мачето мекичкото. Тие се исторачна обработка, само суставот е различен, полиестер. Значи сите се лесни за одржување, тоа е многу важно. Сега за естетиката. Значи ова ми се допаѓа, но тој ми е малку поразигран, ми фали малку цветен мотив. Берем така си замислив во станот. И би сакала тој да го изберам. Со тоа што сакам тој да ми остане како доминантен тепих, значи да го има само под трпезариската маса, за кај клуп масичката. Може би еднобојно, може би ете како тие што ги гледам, само нека посветла боја, ако можеме да најдеме како бојата од светло-сивата, ако има. Од ова е малку потемен. Има? Има, да. Епа, да го најдеме. И тој, мислам дека тоа ќе биде бојата. Да, новата идеја е да ја вклопам биновата боја од тепихот со ентериерот, така што ќе се пребојади целиот главен зид од станот. И веднаш почувствував нова енергија во просторот. Чувството дека бојата е силна и нападна го немам, можеби затоа што знам што се ќе има во станот. А во станот на купче, молери во дневната со нова боја, молери во спална лепат тапети. Стаса кујната со сите елементи и започнаа и таа да ја местат. На крај пристигна и акронци со својот плакар. Се е како треба, ама добро е некој пат да ги оставите младите да се потат, а јас се губам. Листата на нарачки се уште не ми е готова. Климчо, кај сме? Та, Иверка, фикс. Епа барам Ивче. Епа бараме, нормално. Ке наоѓаме? Та, фикс. Таа е фикс. Ова е нешто тука некаде Тоа се слично. пушта, има некоја мало за облување. Има нешто разлика меѓу тајата? Слични модели се. Аха, ова малце подроблено, ова да. малце поправо. Сега различна димензија има, ова е 160 на 90 плюс се пушта. Сега не знам дали одговара како за облување, треба да биде поправо, поостро. Гледаме, некако не најдуваме. Тоа што ни треба, а што не ни треба? Треба голема маса, шо поголема да се растегнува, ти кажа. Заоблена? Заоблена да биде. Епа долу имавме заоблена маса. И ја гледавме таа маса. И како не ја гледавме? Епа, прво таа ја покажи. Од 100 маси прво заоблена да ја покажи. И ке ми ја покажеш пак. И пак ли ќе одим? И па шо? Леле, ај. Слушај, јас те пофалив на шефицата дека со тебе кога сум нема шанса со празни раце да искочам сега. Епа добра, да да ме се пуштиш покажам, чекај. Не, никако. Не покажи се. Ако треба пак ќе одиме. Пак ќе одиме кај масата. Чо? Те видам. Како ме види? Ама ништо не направи. Пред мене. Масата што ја гледавме, прво не изе, па сега пак ја гледаме. Прво не беше, прво ги поминавме само вака сега да скажам. Епа ја послушав за облена маса. Ја ми те сакаш, коцкаст. Еве таа маса. Таа е. 1,60 на 90, плюс се пушта, плюс се висок се, медија пан. Што ти правам брзо си поминав? Дали ја бираме или ќе гледаме пак? Таа е. Добро е, супер. Се надам таа ќе биде. Маса имам, столици, кревет. Бидејќи се е на лагер, одам на објект да ги пречекам со нештата. Таму се момците кои ќе ги наместат на трешните врати. Може и да е една од првите нарачки, но треба да се постават бои, подови, тапети, па дури тогаш вратите. При пребарување на гарнитури низ салоните, се слушнав со Дејан од Пункт. Рече, имале нешто сосем ново, утрото извадено, точно по опис каков што му го дадов. Одам да го видам. Точно на време. Јас сум точна. Здраво. Морам да видам. Да. Јас ти пратив мейл. Така, и се слушнавме после тоа, да. Значи максималната димензија треба да ни биде 2 метра. Така, значи тука во салонот, значи имаме гарнитура што идеално би се вклопила во тие димензии, да. Ајде може да ја видим. Ами еве да. Јас ти мислам таму гледам. Ова е таа нешто. Позанимливо е. Кое што е замислував за вашиот простор, да. Супер. Добра, претпоставувам може и во други бои и кожи да се изработи, така? Значи оваа гарнитура е изработена во
велур кожа, превртена кожа и доста интересна, значи не е како на другата кожа, што доста е попријатна за седење. Доста е попријатна да пути ни да лади. Така, да. Зиме нема да биде ладно кога ќе седне, лета нема да поти. Океј, какви се димензии? Вака, ова моментално е тука 340 на 185 плюс табуретчето, али добро, со него може да се игра. Инаку како аголна гарнитура се работи во повеќе димензии, повеќе варијанти има, така да може приближно до посокваната желба на купецот да се изработи. И иста да се работи во тросет, двосет фотеи со фиксни димензии. Да. Ќе видиме на лице местото што ќе се склопи од сето ова. Дали баш вака ќе остане со настраната буретка или фотељата ќе изгледа. Така може да се игра во сега случај, да. Седењето што да го пробера. Да, доста е удобно и доста лежерно е. Кога ќе се капена да има натре изгледа. Така, да. Добро, купено. Продадено. И почнува завршната брканица. Со еден тотално глупав превид. Дупката за аспиратори покрај поместување на долната зона на кујната бега за некои десетина сантима од потребната позиција. Нема крај додека не се заврши како што треба. Плочки се рушат, се поместува инсталацијата, се местат нови плочки и аспираторот на крај. Здивнувам. Се местат лустерите од Манекс. Подоцна со корниза еден целосно ќе го скршиме. Белјако за пред крај. Набавивме нов, па и тој го сменија. Пак здивнав. Излегов на тераса со Миле да го прегледам надворешното тело на еркондишнот кој патем 2 пати го поместуваа внатре за да биде поблиску до зидот и пак не ми се допаѓа. А не му се допаѓа и на Миле. Ќе го почекаме Дарко климаджијата, а до тогаш огради, светилки, ледови на сите страни. И на плочкарот како ќе направеше нека позиција ќе му ја упропастевме. И така неколку пати, секој што ќе влезе од едната страна плочки, од другата страна цемент, во објектот едноставно немаше од каде да се влегува. Сепак има место за Весна. Тенка и лесна, мора да ја расположиме, оти само таква ни треба. Па, во овој случај ќе биде, да, централниот зид, помалички. На тој ќе се аплицира апликацијата, значи нема да ни биде овој пат некоја слободна моја форма. Сега ќе имаме моменти, односно подсекање на тапетите во спалната кои што се прекрасни. После можно е, како што зборевме сива, ќе се пребациме малце маничка апликација на скалите за да добиеме малце динамика и слободата што си ја имаме. И ќе биде интересно. Арно ама Зоки баш и не ни е среќен. 300 луѓе наоколу, а има рок од мене денес да ги заврши сите лајсни. Монтажата не е многу тешка, лесно се монтира. Единствениот проблем во целата монтажа е што има премногу мајстори, што ние не можеме да си ја завршиме работата на време. Миле како вели смрт фашизма, се буши и по завршена фасада, ако сакаме светло во двор, светлото ќе го има. Сите монтажи се при крај. Имам желба вечерва сите да се исчистат од тука, па дури и да седат доцна во ноќта. За утредента да може да се исчисти и да го предадеме станот. Тука при крај дојде и Дарко. А зашто се? Нели така се дојдеме? Моревме до долу и од долу да ме поврзиш. Не можеме од долу да те поврзиш. Зашто не можеш? Може цепките не идат тие така? Кај не идат цепките? Не може така како? Не да биде вака, па пак да ми излегува црево да го гледам. Не може така, види кај да се како да идат цепките така. Не може тоа не црево гумена па битка го сакаш ја двај ваги наместо. Јас едно, тој не може. Јас пак ко слеп за стап, тој не може. По некого ќе излезе. Замислете по кого. А пустиот 100 пати го викна. Ај, стане, ова ми се нема песен живо. Внатре се местат креветот, масата, шанкот, светилките. Весна ја оставив сепак за утредента. Грев ми беше во оној хаос да ја пуштам да црта. И таа мака си мачи со скалите. Абе, на улјана база е боја. Не, на улјана ја си чек. А? На улјана ти е боја. Па ти реков дека е на улјана. Абе, ти треба боја на нитро база тебе. Па ти реков дека е на улјана база. Не, извини, рече дека е на... Не е на нитро. Не правиш сега, пред да ја отвори. Каква е боја? Пред 2 дена ми правиш. Не, јас први се уклучав во мамето, викам каква е бојата на нитро база. На улјана, зато трчав и поразречувак сега на улјана база. Ама затоа што не може да исуши за еден ден, ти ми викаш со нитро.
со нитро боја. Се друго е полесно. И нели, се е добро, кога на крај добро и ќе се заврши. Симфонија на осветлувањето. Егло, My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Югоекспорт Стил ви ги нуди најдобрите светски брендови за производство на мебел на едно место, по најповолни цени и со најголеми попусти. Алпле Словенија, Алф Италија, Камел Груп Италија, Калигарис Италија, Кота Италија, Натуци Едишнс Италија, Миото Дизајн Словенија. Само во Югоекспорт Стил. Ајде, Вукашин. Да видиме дали сум положила. Повели. Мислам дека е различно, нели? Што побарно да видам? Епа сега веднаш. Убавина се убавина. Епа се надевам дека положив. Ти така сега избасиран, избањат, одморен. Што баш ова. Ти треба уште еден простор за одмарање. Па, кога би биле тука би биле заморни, овако одморни, па на една убавина, тоа е супер. Так, добро. Вие ми ја фалите естетиката, сега јас околу функцијата да ви раскажам, нели рековте имате доста книги, па имате мало библиотече. Тука за домакината да си става работи за трпезаријата се отвара, оди рековте големо семејство, знаете да се собира, па ова е многу да се наредат сите наоколу. И оваа масичка исто ви се отвара. О, и тоа се проширува. Да, од двете страни има дупчиња, па и таму нешто за складирање, значи сум гледала од овој простор, бидејќи не е многу голем, нели, да има секаде некакво место за складирање. Функционалност, апсолутно. Ето така, кујната ви е таа. И тука исто имавте и шанк, ама малце го преработивме, да има место за деца да седат. Посебно дека домакината да работи. Додека работи јас кафе. Еве тука светло, аспиратор, фрижидерот е видлив. Еве машинка, мора да мислиме на домакината. Искам да кажам, ова ќош овдека е поголем задоволство за сопругата нема да има. Така, готви, сака? Не да сака, него и ужива во тоа. Добро, маса голема. Кујничка како што треба. Ете така, значи тоа е кујна. Чекај. О, па искриено светло. Мора.
Мислено за се. Да не си ги сече прстите. Оставате позади вас. Нели? Овој простор, што и претходно ми беше супер искористен, си остана малце подуреден, нели? Тоа е баш прекрасно место и за чевли, и за остава, да се... Повеќе ќе ви највеќе искористено. Тој ви е супер простор под скалите, што веќе одавна самите сте си го искористили. Сега, просторијата за подладување. Најважно. За одмор, како што сме ние заморени, сега од бањата. Секој пат душекот е најважен. Душекот. Ајде, повели, собата за подмладување. Баш ми треба да помне. Да ти кажам, мислам дека баш е како за подмладување целата. Прекрасно. Не знам што да разликувам, што е од убаво по убаво, се е убаво. Се е убаво? Од сечиња до креветче, најважно се надевам душеком дека го погоди. Наводено ти е тука, така да... Телевизор имаш, можете да се делите, серии Сега со... можеме како серии беше? утакмици, така да не се параме. Одлична работа. Мислено за се. Така, заедно кога го разгледувавме проектот, рековме еден голем плакар. Ете така. А шо не требаше тука толку работи имаме за песење. Ваму имате за долго и помали полички. И овдека... Функционално. Да. Има уште простор. И овдека имате за бесење и полици. Ако ви требаат полици, целиот плакар е со дупчиња, значи може секој пат да се додава. Да се прегне. Баш и мислев нека и сите работи ќе ги сместиме, али решени. Ете има и за постелнини, и за се. Сега тука има полици едно друго и за бесење и овдека фиочки по 4 за секого. По секого. Ете така. Што има друго? Светлото секој пат на крај некако го палам. Одлично. Ете така. Мислам дека ќе уживате. Нема веќе што да... Нема веќе што. Одушен сум толку да не ми текнува што да покажам. Добра. Сега знам дека кога доаѓавте уште нешто дзирна, сега ќе го покажам на крај. Од дзирна кога доаѓавме. Една убава брата, сега може да излеземе. Функционално. Дека дзирна, ама... Инако вртевме околу. Околу наоколу, сега решен проблем од кујна на маса или надвор во лето. Си живете. Клучеви да ви дадам и да ви пожелам убаво да си поминете. Вас ви посакувам. Уште на многу места вака да ги остречите луѓето. Фала. И ова е убавина да пренесете таму. Фала. Ајде. Топло, но темно, сочувано, но старо. Тоа беше амбиентот во кој не дочека Вукашин кога прв пат се сретнавме во неговиот дом. И потоа потполна слобода која ми ја дадоа во однос на боите и материјалите, при што јас сакав да искреирам дом, што е светол и удобен. Едноставен, а со детали кои го разигруваат и го прават интересен, раздвижен и покрај фактот дека ниту една од функциите во просторот не е изменета. Формите, текстурите и контрастите, заедно со изборот на материјалите и боите, може да го направат домот целосно различен, а доволно близок до вашите чувства и вашата идеја за удобност. Уживајте во новиот амбиент на Ајде дома. Додека работевме, некој ме праша дали ова премногу млад дизајн за моите нови клиенти. Меѓутоа, кога си млад во душата, мислам дека нема премногу модерен дизајн. И ова може да биде една добра моделка за развојот на интериерите во остатокот од куќата. Уживајте!